Почитувани колеги, благодарам за присуството на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Господинот Стефчо Јакимовски повторно се обидува да манипулира со македонската јавност. Низ превезот на барањето за стапување простори на поранешната американска амбасада на општина Карпош, тој најгрубо и без аргументи се обидува да ја нападне владата и ВМРО ДПМН за своите политики. Стефчо Јакимовски, знаеме, не си стои на своите зборови. Стефчо Јакимовски едно збори кога е во опозиција, а друго кога е на власт. Тој беше министер во владата на Социјалдемократскиот сојуз во периодот од 2002 до 2006 година. Да подсетиме дека во овој период беше донесен законот за територијалната поделба, кога за прв пат главниот град Скопје со вештачко проширување стана двојазичен град. Со истиот закон општините Струга и Кичево ги изгубија своите дотогашни граници и ја изгубија својата целокупна структура. Ако Стефчо Јакимовски заборавил, македонскиот народ не заборавил на сите негови постапки и постапки на неговите влади. Тој сега се обидува со манипулации да наметне дух на нетолеранција и дух на недоразбирање. Сам себе си се прогласи за патриот со тоа што, како што кажува, ги брани овие 300 метри квадратни, а заборава на сите погрешни политики кои ги спроведувал заедно со неговите пријатели од Социјалдемократскиот сојуз. Стефчо Јакимовски, со шовинистички методи, насочени против нашите сограѓани албанци, се обидува да не убеди дека на една од најпрометните улици во градот треба да се отвори градинка за деца до 6 години. Почитувани, просториите на поранешната американска амбасада во Скопје ќе бидат претворени во општествено користен простор во кој ќе бидат сместени повеќе институции од корист на граѓаните на Република Македонија. Таму, според информациите на владата, ќе бидат сместени и Институтот за културно наследство на албанците и Пазарниот инспекторат и други служби во Министерството за труд и социјална политика и Министерството за здравство. ВМРО ДПМН нема да дозволи да биде вовлечена во дебата каде агресивноста, непринципијалноста и невистината ќе бидат присутни. Она што останува е горчиливиот впечаток за двојниот аршин во говорењето и во однесувањето на господинот Стефчо Јакимовски. Стефчо Јакимовски треба да се запраша дали се однесува принципиелно и дали воопшто ја говори вистината. Стефчо Јакимовски треба да се застрами од оваа негова двојна политика. Почитувани, владата на Република Македонија своите одлуки ги спроведува на територијата на целата држава. Не гледаме причини зошто одлуката на владата не би се спроведувала на територијата на општина Карпош. Тврдењето на Стефчо Јакимовски очигледно се неиздржани и побудени од дневно политички цели. Затоа го повикуваме господинот Стефчо Јакимовски да отиде во Струга и во Кичево и да ги види штетните последици од неговото владење и од владењето на владата во која што тој беше министр. Толку е спојлета ли имате прашање?